Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван градоначалник, дополнителна министерка за труд и социјална политика, денеска ми е навистина драго што сум во општина Ѓурче Петров, каде што може да видиме дека е започната изградбата на еден нов објект за детска заштита, детска градинка, која што навистина ќе го релаксира ги релаксира просторните услови на децата кои што веќе се сместени во постоечките градинки, затоа што капацитетот е доста оптеретен и со ова ќе се обезбедат многу посовремени услови за згрижување на децата. Ние како влада на вистина покажавме во минатите 2,5 години дека инвестирањето во предучилишното образование е наш висок приоритет. Само во 2,5 години вложивме повеќе од 180 милиони денари кои што покажуваат дека навистина сакаме да инфраструктурата ја подобриме во детската заштита, но исто така преку програма на Светска банка обезбедивме 15 милиони евра, се со цел да инвестираме дополнително во инфраструктура, но не е само делот на инфраструктура во детската заштита, туку важно ни е да и квалитетот се зголемува и се подобрува на програмите за рано учење и развој. Се ова го правиме се со цел да го спремиме оној нов човечки потенцијал кој што го имаме во нашата држава, да може да ги пресретне сите нови и современи текови на живење и да може полесно да се справи со сите предизвици во иднина, а тоа е директно придонесување кон развој на економијата и развојот на нашата држава во иднина. Од една страна, вложувањето во децата навистина е најевтиното вложување или најдоброто вложување во нашата држава. Од друга страна пак жените кои што во моментов се грижат за своите деца во домот, кои што треба да ги извршуваат тие задачи кои што традиционално им биле доденелени или грижата за возрастните лица, грижата за лицата со попреченост, сега го менуваме преку оваа трансформација. Заради тоа што обезбедуваме места за децата во предучилишно образование, исто така развиваме услуги за грижа на старите во домашни услови и исто така вложуваме во заштита на лицата со попреченост, обезбедуваме да овие жени понатаму може да се вклучат како потенцијал на пазарот на труд и со тоа ќе искористиме 50% од потенцијалот во економијата кој што во моментов не е искористен. Токму затоа овие елементи на вакви вложувања понатаму треба да се гледаат и како директно стимулирање на економијата во државата. Благодарам. Почитувана вице-премиерка, почитуван градоначалник, раниот детски развој е еден од главните приоритети на Министерството за труд и социјална политика, затоа што градинките не се само места каде што децата се згрижуваат, каде што јадат и спијат, туку тоа се места каде што децата започнуваат да учат, го осознаваат светот и се социјализираат. И токму затоа е навистина битно да секое дете има еднакви можности за еднаков старт во животот, а наша обврска како институции и од централната и од локалната власт е да го обезбедиме тоа. Токму затоа силно инвестираме во раниот детски развој. Од овогодишниот буџет се обезбедени 105 милиони денари за опрема и реконструкција на објекти за згрижување на деца. Дополнително, како што беше спомнато, се обезбедени 15 милиони евра со Светска банка. Драго ни е што започнуваме со и веќе се во тек работите за изградба на оваа градинка во која што ќе бидат опфатени околу 175 деца. Вкупната инвестиција е над 80 милиони денари, од кои што околу 73 се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика преку грантовата шема заедно со Светска банка. Она што е битно да се каже е дека вложуваме не само во инфраструктурата, вложуваме во квалитетни програми, меѓутоа вложуваме и во кадарот. Минатата година имаше зголемување на платите на стручниот кадар во градинките како никогаш претходно за цели 26%, затоа што навистина е неопходно да обезбедиме квалитетна грижа и квалитетно воспитување на децата кои што се секако иднината на нашата држава. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувана вице-премиер, почитувана министер, заменик министер, благодарам што дојдовте. Се наоѓаме на локацијата во Волково, каде што во тек започна изградба на најмодерната градинка во нашата држава. Заедно во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Светска банка, го препозна проектот на општина Ѓурче Петров, на нашиот тим, и ви уверувам дека ќе биде најубавата градинка која што е изградена во нашата држава. Дополнително би сакал да ве информирам дека во овој дел се вложени околу 3,5 милиони евра, што општински пари, што преку фондови, што преку владата. Во меѓувреме, при крај салата спортска во основното училиште Јоаким Крчовски, направени се преку 40 улици, што со бекатон, што со асфалт. Во меѓувреме започнуваме исто така нова спортска сала, тендерот е во тек, са во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Хром. Се изготвува корзото исто така преку Светска банка и со дел општински средства, за да имаме некако сврталиште за помладите генерации и за нас повозрастните.
Се на се, сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство и се надеваме дека рокот на изградба е 18 месеци и биде уште побрзо и ќе ни дојдете на отварање.